Блокада на целиот поморски сообраќај што влегува или излегува од иранските пристаништа во Персискиот залив и Оманскиот залив е најнова мерка на Доналд Трамп откако пропадна првата рунда мировни преговори меѓу САД и Иран. Првиот човек на Соединетите Американски држави преку објава на True Social ги најави блокадите, испракајќи закана дека сите бродови кои ќе пловат без знаење на САД ќе бидат уништени. Блокадата, која започна во 10 часот наутро по источно време, не важи само за бродови што пловат под иранско знаме, туку и за сите бродови од трети земји што плаќаат патарина на Техеран. Не можеме да дозволиме една држава да го уценува целиот свет. Тоа што го прават е навистина тешка уцена, ние нема да го дозволиме тоа. Утрово добив повик од вистински луѓе со авторитет и тие сакаат мир. Не изостана реакција ниту од Техеран. Оттаму одговорија на заканите на Трамп дека американските бродови кои ќе се обидат да ги блокираат иранските пристаништа ќе бидат испратени на дното на морето. Техеран тврди дека ваквите активности представуваат еднакво на пиратство. Криминалните американски рестрикции на поморскиот сообраќај низ меѓународни води се нелегални и представуваат класичен пример на пиратство. Воените сили на Исламската република Иран експлицитно ќе ја осигураат безбедноста во Персискиот залив и водите на Оман за сите пловила. Во спротивно, тие води ќе бидат целосно затворени. Како Исламска република Иран, ви гарантираме дека доколку дојде до било каков непредвиден инцидент од страна на САД, ќе има сериозни последици. Сценаријата кои ги најава САД, според Меѓународната агенција за енергија, представуваат сериозна закана за енергетската безбедност и можно прекинување на проток на енергенси кон повеќе земји. Нарушувањата во поморските операции во регионот предизвикаа постојана загриженост за регионалните текови на снабдување, додека силната куповна активност на барели за итна испорака на спот пазарот, кратењата на производството и прогласувањето виша сила дополнително го поддржаа нагорниот тренд на цените. Инаку, се погласно се најавува дека делегации на САД и Иран ќе одржат втора рунда разговори, како можни локации повторно се споменуваат Исламабад, но и Турција и Египет, а според последните информации, до сега најмалку 4 бродови ја поминале така наречената блокада на САД.